Наш или безалкохолен стеатохепатитит или замастен црн дроб е темпирана бомба. Тоа представува најбрзо растечко заболување на црниот дроб. Симптомите на наш се неспецифични и често пати погрешно се толкуваат. Проценките на распространетоста се разликуваат, а сето тоа поради тоа што голем број на случаеви остануваат непријавени. Нашата организација и оваа година го одбележува светскиот наш ден со повеќе цели, меѓу кои би ги потенцирале следните. Пред се, оваа болест не е никако поврзана со конзумирање на алкохол, што значи подлежи на оваа болест сме сите, без разлика на полот и без разлика на возраст. Загрижувачки е тоа што според сите истражувања најголем пораст на новодиагностицирани во светот е токму младата популација, односно децата. За децата, болеста е уште позагрижувачка, бидејќи може да доведе до сериозни последици врз здравието во зрелоста. Всушност, луѓето со наш има вкупна стапка на смртност од 7,9% во рамките на 7 години после диагнозата. Што се внесува врз статистиката за пациентите со диабетес, во 2016 година бројот изнесува 120.000, од кои 40.000 се зависни од инзулинска терапија. Поради недостатокот на јавната свест за здравието на црниот дроб, а особено за наш, на пациентите им е тешко да направат разлика помеѓу симптомите на оваа болест од една страна и од друга страна другите здравствени проблеми. Пациентите исто така чувствуваат недостаток на соодветни информации, поддршка од нивните лекари, професионална здравствена заштита, како и недостаток на едукација кај медицинскиот персонал. Истражувањето открија и поголеми проблеми кои оваа болест ги предизвикува за квалитетот на живот и продуктивноста на работа. Пациентите, особено оние кои што се во потешка фаза на болеста, најчесто земаат отсуство од работа поради лекарските прегледи. Па поради тоа, отсуството на работа кај работодавачите представува проблем, предизвикувајќи изгубени плати, а понекогаш и изгубени работни места. Нашето барање е токму да се изработи соодветен план во кој ќе бидат вклучени сите актери. Пред се пациентите, здравствените работници, тука ги станува збори за клиничарите, регулаторите, како и креаторите на политики. 4 клучни прашања кои мора да се решат и можат да спасат животи од оваа болест се следните. Недостатокот на свесност и едукација, како кај општата популација, така и кај здравствените работници, недостатокот на свесност и методи за тоа како се диагностицира болеста, недостатокот на стандардизиран третман за наш, како да се постапува со пациентите и како истите да се лекуваат. Недостатокот на иницијатива за политики специфични за наш. Се надеваме дека Министерството за здравство ќе има слух за сите овие наши барања и во блиска иднина ние ќе можеме да ги оствариме. Исто така наше предлог е да се има и повеќе емисии од едукативен карактер, како за здравата исхрана, здравите оброци, кои ќе бидат неопходни за да можат луѓето да ја подигнат својата свест. Затоа повикуваме сите граѓани да обрнат внимание на нивната исхрана и начинот за живот, затоа што секој може да си помогне себе си за зачувување на своето здраве.